Денес сме во посета на општината Цешиново Облешево заедно со поранешниот министер за земјоделие господинот Липчо Димовски и сегашен кандидат за пратеник. Имавме средба со ризопроизводителите, по кој што разговаравме за нивните проблеми и за она што идната влада, предводена од ВМРО ДПМН, ќе направи, односно ќе помогне на новите луѓе за како полесно да се справат со проблемите. Она што го слушнавме од ризопроизводителите, огромната запоставеност и негрижа која што ја добиваат од оваа власт. Она што мојот против кандидат господинот Николовски, буквално во неговото работење во земјоделието, тоталното игнорирање, негрижата, незалагањето да им се помогне. Но што друго може да очекувате од таков човек? Човекот кој што само после година дена избега од министерството и се скри позади партиската функција. Но имаме нешто да порачаме. Ние знаеме како треба да се помогне, ние знаеме како да работиме, ние знаеме како да им го подобриме животот на новите луѓе. Пред некој ден ме запраша кои се трите приоритети за изборната единица 3. Она што тогаш го кажав, го повторив сега пред овие луѓе. Број 1 приоритет ќе биде земјоделието, инвестициите во земјоделието и она што сакаме да го постигнеме во 4 годишниот мандат е да имаме еден среќен, горд земјоделец кој што ќе живее еден нормален и достоинствен живот. Но достоинствен живот не само за земјоделците, туку и за сите граѓани на државата, за сите во Република Македонија. Она што го гледаме исто така при средбите со граѓаните е огромното незадоволство буквално во секое поле. Еве уште еднаш јавно ќе ги повикам сите. Нека кажат еден проект. Не мора да е само во земјоделието, нека биде било каде. Со кој што тие може да се пофалат. Нешто што сами го направиле, го осмислиле, го финансирале и барем го започнале. Почитувани граѓани, такво нешто не постои. Ова се убедливо најнеспособните луѓе. Еден од тие најнеспособни и токму Липчо Николовски. Човек кој ништо нема направено за државата. Единствено што мислите за своите лични интереси. И токму затоа и ќе паднат. Поздрав и чувајте се.